Гледате политиканти, јас сум Боријан Јовановски. Јас сум Сашо Рановски и денеска е петок, ова емисија снимаме во петок, а бидејќи е петок, Имаме гости. имаме гости. А нашите денешен гостин е Маријан Ѓорчев, пенсионер, поранешен министер за земјоделие, амбасадор на Македонија во Софија, Стопанственик и пратеник се разбира, така и влијателен човек. Многу искуства. Така е. Моето прво прашање е всушност врзано и со оваа кариера што ја набројуваме и така натаму. Зошто не може да очекуваме дека Маријан Ѓорчев се појави на тикетот за кандидат за председател на ВМРО-ДПМНЕ? Зошто да речеме, мислам и овие други имаат по еден кандидат, ма зошто да речеме не може да има еден процес во кој ќе има повеќе луѓе? Дури ми се чини дека, хајде да кажам малку и непристојно, па за сите партии, се такви големи партии стават непартиски луѓе за кандидати и така натаму. Кој е твоето толкување? Ако може на ти, мислам, бидејќи се знаеме. Јас Ајде да кажам ја прифатив поканата и се сметам за луѓе со кои што со години соработуваме. И во тој контекст мислам, од моја голна гледање се разбира дека секој човек си има во животот свое време, свое место. Моето време беше некаде 99-2003 година. Тогаш се случува некој, тогаш бев 40 од 43 до 46 години, 47 години возраст. И мислам бев подготвен здравствено, нели психофизички, умствено секако. И можев да бидам тогаш и кандидат за председател 99-та со тогашниот подоснежен кандидат Борис Трајковски. Јас стоев многу високо на рейтинг листата на ВМРО-ДПМНЕ. Стално сте вие, стално сте меѓу кандидатите во таа структура беа се уште структурата од 90-тите години. Да, точно. Таа структура, јас имав добри соработници по општинските комитети и без малку целата партија стоеше зад мене. Целата партија, но за несреќа има луѓе нели кои што ги решаваат работите малце поинаку. Тогаш мојата соученичка од Корчагин доста Димовска сметаше поинаку. Ние бевме двајца подпредседатели, но таа се определи за Борис. Го убеди Љупчо дека Борис е вистинскиот кандидат, дека јас сум малце на некој начин понароден човек, дека Борис има контакти во надвор од Македонија, дека е човек кој што има и по својата религиозна определеност поголеми шанси од мене, дека е пријател со одредени структури, знаете, во надвор од Македонија. Јас кога бев градоначалник, тој беше шеф на кабинет. Да, така. И тој тогаш многу пати ги посетуваше Соединените американски држави. Му викам, Боре, ајде да се збратиме со што повеќе општини, како ќе ги правдаме твоите посети на Соединените американски држави. Викам да ги правдаме после посетите, па се збратимувавме со повеќе општини. Точно дека имаше Борис контакти по дали. Јас велам дека имаше по својата религиозна определеност. Денеска е можда и после тие години, не знам, и тоа е отворено за коментар. Некако се бараат луѓе за кандидати кои што нема да ги загрозат председателите на партија. Ако смеам да бидам директно отворен, Мицковски мислам дека критериот му е да не добие овој председател кој што утре евентуално би можел неговата кариера да заседне и така. Не е он единствениот пример, го кажувам бидејќи конкретно разговараме за сега за овие председателски. Не е ли тоа еден лош критериум во крајна линија во партиите? Па еве и конкретно за тебе сите овие години. Тогаш така беше, мислам сега. Во овој момент мислам дека малце поинаку Македонија еволуира од тој момент, од тие досни 90-ти години и на почетокот на новото столетие. Мислам дека сега партиите веќе се изместени во поглед на таа шпекулативна идеологија, дека идеолошката матрица и на ВМРО и на ДПМН е таа што беше во 90-те години. Мислам дека се оди повеќе на луѓе кои што се, да речеме, луѓе од науката, луѓе кои што имаат други профили. Значи чисто се промени амбиентот во Македонија, така и Пендаровски стана кандидат, нели? Тој јас кажав сега скоро. И тој е независен, и тој е непартиски, надпартиски, полупартиски. И тој беше човек кој што беше во кабинетот на Борис Трајковски, кој беше заменик министер на за надворешни работи на Македонија. Да. Тој со Зоран Јолевски, јас случајно дојдов да му честитам, нели, кој мој поранешен шеф на кабинет, и гледам две момчиња седат таму
Викам, што правите вие тука? Кои сте вие? Нас не прати до Стадиновска. Тука седеме. И јас добро се запознав тогаш со господинот Пендаровски, господинот Јолевски и така знам дека полека се менуваше таа структура и мислам дека сега во Македонија гледам сите партии, ве гледате, не е само водечките партии, они што ги викаме уставотворни партии, гледате Билјана Ванковска се кандидира, човек од науката. Стево Пендаровски сепак е професор по безбедност. Гордана Сијановска Давкова е професор по општествено-политички систем. Па и ови Арбен Таравари е истакнат медицински, мислам и научен работник е. Така што се променува малку сликата и во тој контекст лидерите секако дека имаат сериозен предизвик како да обезбедат сега и оправдување пред своето гласачко тело, зошто во еден таков дискурс на политичка мисла и акција се определува за таков тип на кандидати. Вие реков и премал ете од 99-та се обидувате и мислам дека во минатиот последниот циклус на претседателски избори се појави вашето име како потенцијален кандидат. Бев амбасадор во Софија и не може 2019. Бев на службена работа. Стално сте во некоја шпекулација дека сте потенцијален. Што се случи овој пат? Бидејќи овој пат сериозно се разговараше, се зборуваше дека сте еден од кандидатите за овие избори. Да ви кажам право, јас лично не сум проявил никаква желба. Јас разговарав за единствено мој предлог со одредени структури во партиите, можеби не на највисоко ниво, беше за Љупчо Коцаре. Како академик, председателот на академијата, од една причина, мислам дека вештачката интелигенција и иднината на човештвото, човекот е мој другар од Корчагин, он е 1955 годиште, една година постар од мене, повозрасен, и ние сме пријатели, игравме во Исчаковски клуб, брачи Младиновци во 70-тите години, и од тоа таа дружба постои веќе 55 години постои. Не бевте заинтересиран вие? Не бев заинтересиран, јас кога се разговараше за пред 7, 8, 9 месеци, мој предлог беше Љупчо Коцаре и образложението ми беше дека Љупчо Коцаре е човек кој што е предвесник на едно ново време, кој што треба да донесе на Македонија додадена вредност во делот на вештачката интелигенција, кој што предаваше во Калифорнијски универзитет Сан Диего околу 10 години, баш на катедрата вештачка интелигенција, кој што има пријатели во многу председатели на академија, особено ние водечки во вештачка интелигенција, Јужна Кореја, Народна република Кина, Соединените американски држави, и може во Македонија да донесе една нова визија во совремето кај што ние немаме ресурси. Немаме нешто што би значило некое големо национално богатство. Многу малку истапува со таа тема по која е очигледно стручен, многу повеќе со историја. И тука последниот пат кога разговаравме, јас му кажав: Љупчо, пријатели сме, ја мислам дека ти треба твојата област да ја браниш, да отвориме проект тука заедно со американците, со корејците, со кинезите, во делот 100 млади македонски инженери, да ги вградиме во тој проект на вештачка интелигенција, она што го прават, да речеме, нашите соседи. И Бугарија го прави тоа. Други се неговите интереси во политиката, Маријан. Не, добро, но врска со оваа малку се вештачко интелигентни неговите интереси. Не, добро, јас сум пријател со Љупчо, ви кажам како ги гледам работите и мислам дека неговата, јас конкретно кажам, јас никогаш не сум се гледал себе си од аспект дека кажав, моето време е поминато. А зошто, Маријан, твоето време поминато, извини? Па затоа што во партијата вие имате структури во општеството. Јас бев, например, долги години одсетен од политиката. Прво работев во мојата сфера како човек кој што консултант фирма во агрокомплексот, така, во агрокултурата. Така. Значи работев 4 години таму. Потоа бев 4 години во Софија. Јас бев де факто цела деценија исклучен од политиката. И се движев на релација Словенија, Унгарија, Бугарија, Грција, тука работевме во тоа и бев далеко во тој контекст. Која спомна идеологијата, мислам дека Борјан е експертот за идеологија. Па, експертот за идеологија, не ме интересира, има ли идеологии денеска ние? Зашто разговараме кога разговараме политички партии? Има ли идеологии? Десничарска, демохристијанска, социјалистичка, социјалдемократска, левичарска, центар, десно од центар, лево од центар. Разбира дека има. Кој што, мислам, левица ли е лева партија?
Како вика, социјалистите ли се левичарска партија? Малку не се разбира. Ја учествував, се разбираш ти добро, тука не, се разбираш добро, тука поентата е дека еве јас учествував во изготвување на доктрина, тука бев ангажиран максимално пред 2 години, не, пред 3 години во изработка на доктрината на ВМРО ДПМН, новата доктрина за следната деценија и определбата каде е ВМРО ДПМН и во тој контекст идеологите сепак застапуваат збир на идеи, концепти за идејата на општеството. И фактички се види дека постојат сега многу различни идеологии во светот, нели? Не е само стандардната поделба на конзервативци, социјалдемократи, на либерали, се појавуваат нови, да речеме, кинескиот модел на, според мен, јас бев во Кина како министер, тоа е некој модел на југословенско самоуправување. Нешто слична комбинација што беше Југославија, капиталистичко модел на кинеско, на комунистичка партија со предприемачки дух, ум и ризик, да речеме. Или се јавува Султановата но со исклучително редуцирани слободи. Со исклучително редуцирани слободи, но многу голем економски раст, со многу голем економски детерминизам на животот и на влијанието на светската политика. Имате султанска димензија на Ердоган. Значи една нова политика на враќање, имате Орбан, Орбан гледа вашата емисија, прекрасна емисија беше тоа со Орбан. Па потоа го имате ова империјалната руска политика, возвраќањето на династијата на руската династија со новиот словенски вожд на Путин, империјална политика, базирана пак на некоја на почетокот на таа либерална граѓанска теорија и доктрина, нели, на парламентарната плурална демократија, ама сега веќе во една друга димензија, тие идеолошки, да речеме, хиерархиско поставени матрици на колективен интелект се сега во судир, се во конфронтација. Што е некои дека сте учествували во доктрината на креирањето на доктрината на ВМРО ДПМН? Што е денеска ВМРО ДПМН? Како ја дефинирате идеолошки? ВМРО ДПМН е народна партија, тоа е во статутот, значи тоа е партија која што се потпира на традицијата, се потпира на обичаите, се потпира на тие што представуваат и јавни и пишани норми и морални норми на македонското општество низ еден историски развој на тоа општество. Десно, профилирана десно од центарот, од самиот почеток од 90-та година и останала десно од центарот, со блиски соработки со, ќе кажам кои партии, најмногу со ЦСУ, Христијанската социјална партија на Баварија. На Баварија беше сестринска партија. Не само што ни помогна, ни понудија концепт за развој на Македонија, ни понудија програма. Штојбер беше тогаш, тој беше сериозен противкандидат на Шредер. Бевме кај него 99-та година во март, ни понуди еден прекрасен концепт како Македонија да се развива. Ни понуди проект од милиарда марки. Го прифативте концептот, проектот? Го прифативме декларативно, во пракса не го реализиравме, мислам. Затоа прашувам. Во пракса не го реализиравме. 99 факт е дека тоа е една од поуспешните влади на Македонија. Во поглед на трансформацијата на македонското општество, влегувањето на странскиот капитал. Оној познат конгрес кој го државте во Кичево, кога се дефиниравте во 95-та, во Струмица е 99. Кога се дефинирате како демохристијанска партија и успеавте да избегате од национализмот кој предходно ве оптоваруваше. И така добивте со таа една проевропска, демохристијанска, десничарска идеологија со која настапивте од 99. Односно, во голема мера отстапивте од она што на почетокот беше ВМРО ДПМН. Да, на првиот конгрес дојде Брозовиќ, академик од Хрватски, на вториот конгрес веќе во Кичево дојде Елке Зомер, еден истакнат член на ЦСУ од блиску до Минхен, едно мало местенце, но многу влијателна личност во ЦСУ во Баварија. И таа ни беше голем контакт со сите личности во ЦСУ, дури и со Штојбер. И таа ги организираше сите наши подоцничи. Добро, ама денешното ВМРО повеќе со Орбан врзано отколку со ЦСУ. Ако смеам да забележам, персонално и политички. И Орбан е пак продукт на тие германски но го изфрлија од ИПП, Се тука останува една дилема, ние сега како да се ние сме член на ИПП. Значи, но ве гледам сте во една дилема меѓу Орбан и ИПП. Тука сте во еден Не сме во дилема. Сега на последната паневропска конференција, кај што јас сум почетен претседател, така ме определија, нели формиравме 93-та година.
Значи дојде, пазете, генералниот секретар Волер на ИПП и тој беше воведничар на паневропската конференција. Жал ми е што немаше многу медиумски, имаше тројца европратеници од Романија, од Австрија, дојде генералниот секретар на ИПП и тоа беше потврда дека ВМРО ДПМН има силна подкрепа во идното чекорење на Европската народна. Знам дека се сретна и со Мицковски, ако не се... Ама не ги послуша советите Мицковски од генералниот секретар на ИПП, кои се однесуваат да предеме и на таа тема, па внатрешна политика, односите со Бугарија, европските преговори, каде оди целото тоа. Имаат германците имаат бар по тие прашања прилично различни ставови од сегашното раководство на и веќе не е ЦДУ блиска како што беше. ЦСУ, да. ЦСУ и сега и веќе не е толку значајна во германската во Германија, не е толку значајна, тие фази на... Ајде да прејдеме на бугарско прашање, бидејќи се разбира дека си експерт, се разбира дека и како бивши амбасадор и човек кој тоа го следи. Мислам, јас се обидувам да не влеземе во историски наративи сега, да почнеме да не знам што. Како да се реши тој проблем? Еве, да речеме, да предпоставиме според овие сега анкети, едно друго, шансите за ВМРО да формира влада и така натаму, ќе видиме каква, со кого, дали и така натаму. Треба да го адресира проблемот. Ние реално не слушаме до сега оформен план. Имаше некакви едно-две интервјуа што е право Антонио Милошевски нешто говореше и така натаму, но не слушаме или можеби па не сме го зачуле. Реален план како ќе се решава тоа? Значи напред околу Бугарија би сакал да потенцирам нешто. Сакам вас да може да знаете. Јас мојата баба, мајка на татко ми е од Серес, Марија Серијанова. Тоа не знаем. Да. И таа имаше многу блиски роднини при преселбата 23-24 од Серес во размената Моловка, Фандарис и Калфов Политис. Македонско население од Серес е иселено прво во Стамболиски или во најголем дел во Стамболиски Пловдивско или во Приморско во делот на Црното море. Подосна како нели чувството кон припадноста кон Македонија, сите се преселуваат во Благоевград, во Дупница, поблиску до таму кај што впрочем и мажот на првата братучетка на баба ми беше човек од Пиринот, повторно со етнички, како они видат, происход македонски. Така што од дете сум во Бугарија, од 63 година првата постел, сега поминале 60 години, нели? И во тој контекст македонското прашање во Бугарија беше многу важно и ние, благодарение на нашата политика во Социјалистичка република Македонија, прво народна, па социјалистичка, па независна, се до овој, би рекол, несреќен договор, имавме договор на премолчани вистини. Значи, јас сум бил и во парламентот водач на бугарско-македонска група за пријателство. И тие ќе почнеа. Имаше еден наш пратеник, професор по историја, покоен Михајло Георгиевски, тој кој ќе одевме во Софија, првото го прашуваше што стана со нашето македонско етничко малцинство и тие ќе ви кажат тоа при нас не съществува. Тие кои ќе дојде во Македонија, кои ќе покренеа прашање за нешто... Бугарите во Македонија? Не за бугарите, кои ќе покренеа за Самуил, за нешто таква дискусија за Охридска епископија, ние ќе кажеме за тоа ние во Македонија не разговараме, тоа е општо позната работа за која што Бугарија и Македонија треба да разговараат. И тоа беше, мислите, подобро отколку... Да, премолчаните вистини и градевме односи. Например, имаше извонредни односи меѓу Борис Трајковски и Ѓорги Прованов. Едниот конзервативец, протестант, другиот социјалиста, на Ломоносов доктор. Руски човек, имаше извонредни односи. Они први чествуваат заеднички, Значи, имавме ние премолчани вистини. Нема да разговараме за историјата, да гледаме на коридорите, да гледаме на тоа што представува и да го оставиме времето, да му дадеме време на времето, да ги разреши дилемите. Оти малку со 70-то, сега ќе правиме 80 години, нели, на 2 август, 80 години од постоење на Народна република Македонија. Тоа се вика ставање под тепих на проблемот. Да, не ставање под тепих, едноставно... Сега излезе како не требаше да го подпишеме така договор, јас бев амбасадор таму. Значи, пазете, вие кога преговарате со една држава, тие си имаат своји цели. Да. И ние имаме своји цели. Ако во договорот немате равноправност, ако тие ви велат во член 9, значи дека ние имаме заедничка историја, можеше тоа да се... А што е разликата меѓу договорот 99 и овој?
Вашата влада... Огромна разлика. Да. Огромна. Ништо не се дискутираше. Се дискутираше дека ние треба да ги решиме проблемите. Што беше проблемот? Беше како јазичното прашање. Значи немаше од 93-та година тие го проблематизира подпишувањето на македонски јазик. До 99-та година немаше подпишани меѓународни договори меѓу Македонија и Бугарија. Ако добро разбирам, тезата е дека да не беше договоров нема да им дадевме, немаше да не блокираат. Мислиш дека не во тој контекст. Многу лесно ќе можеме да ги прифатиме уставните измени ако не беше договорот. Затоа што договорот не обврзува, во договорот имате историска комисија, во договорот имате заедничка историја, во договорот имате протоколи, ежегодни, едногодишни протоколи во кои што треба да докажете пред Европската унија, бидејќи тоа е меѓународен договор, а таа е членка на Европската унија, што се случува со дискусијата за Семиловото царство, да речеме. Добро, тоа зашто би било тоа проблем ако успеваме да ги дискутираме темите? Ама темите не се дискутира за историјата и за образование, не се дискутира во политички контекст. Зошто да биде политизирано, зошто политиката да се меша во науката. Добре, да беше тоа под Дуницев, да го ставиме под Дуницев, како што го ставија Полска и Германија за Данциг или Гдајнск, тоа е друго. Со други зборови, подобро ќе беше да ништо не дискутираме со бугарите, ќе поминавме подобро тоа. Да дискутираме за енергијата. Например, јас кога бев амбасадор, се залагав, пишував дописи на нашиот министер тогашен Димитров, на премиерот Заев, дека нас не е битно да учествуваме во израдбата на Белене. Јас се извини, Маријана, ама не мислам дека ти е таа проценка точна. Добро, ако смеам да забележам, ќе ти кажам зошто не. Мислам дека бугарите повеќе се возбудија од македонско-грчкиот договор отколку договорот Добросовски. Тој постоеше договорот Добросовски, кој него земаше за ова. Кога ние го решивме проблемот за да одиме кон НАТО напред, тие се сепнаа. Прво го видоа тој договор кој е многу комплексен со Грција, исто така еден на страна сега промената името се согласува, не се согласува кој како. Но македонскиот јазик го валоризираше македонскиот јазик. И сега мислам дека тие од тоа се сепнаа, не од овој договор што постои комисија, не комисија. Нели тоа што представува прстот на чкрапалото. Тоа го направи, ги потикна бугарите да го стават ветото. Но кога го ставија веќе ветото, барањата што ги извлекла од договорот. Ако не беше договорот, неке може да го... Како сега тоа понатаму ќе се третира, пошто почнавме со прашањето, добро, имаме избори, ќе одиме, што понатаму? Понатаму ние со Бугарија мора да разговараме. Значи ние до сега не видовме никаков разговор, освен инсистирањето на Марија Габриел, кој што патнем речено е од Гоце Делчев. И сите тие таму во тој дел, барем јас долги години, таму сум 6 години, знаат што значи етнонимо. Не, таа си е бугарка. Да не дискутираме тука. Да, затоа сакам да кажам да расчистиме тоа. Но во тој македонски дел на Бугарија, нели тие уште го викаат Пиринска Македонија. Москов градоначалникот, на пример, на Гоце Делчев, си ја вика Пиринска Македонија. Зошто? Москов е градоначалник од Бугарска социјалистичка партија, брат му е еден од раководството на Омо и Линден. Тоа е Гоце Делчев сега. Живеат еден по друг, овој долу има бугарското знаме, Москов го има знамето се браќа. Но тие се од Пиринскиот крај на Бугарија. Значи, ако добро разбирам, ти би ја советувал новата влада да продолжи да разговара со бугарите. Да разговараме. Бидејќи ставот на ВМРО не е тој. Антонио Милошевски вели бугарите ни се нас второстепена адреса за разговарање. Ние сакаме прво да разговараме со французите и германците. Но така мора, Сашо, бидејќи преговорачката рамка не е бугарска сега. Ама не чувствувам потреба дека на два степени мора да дадат разговорите. Зошто на два степени? За да ги подобриме односите со Бугарија, јас сум убеден дека ние на крајот ќе постигнеме. Сепак сме од моја гледна гледање, јас се сметам себе си за да речеме голем пријател на тој народ таму. Со години сум така се смет. И не се срамам да го кажам како македонец, како доброволите, како би ги одоброволиле бугарите да отстапат од ова. Мислам, на пример, бидејќи ве слушам, велите немате против внесувањето на бугарите? Апсолутно. Ако немаме додатни обврски да разговараме за Гоце Делчев. Каде тоа е безсмислено по протокол. Која е позицијата која може да го обезбеди тој common ground, заедничка некоја основа каде што ќе се најдат двете страни? Прво договорот е договорен со добра волја. Значи тоа е договор на добра волја. За добро соседство, не е за недобро соседство. Се тука имаме тој не е како договорот со Грција да нема додавка, да нема член кај што може да се измени, тој има член.
Значи во предпоследниот член, сега дали е 12 или 13, став 2, стои дека двете договорни странки, доколку констатираат дека не се унапредуваат односите предвидени за во договорот со добра волја, имаат право по дипломатски пат со анекс да предложат подобрување на договорот. Тоа би била стратегијата. Тоа е стратегијата. Значи ние може да им кажеме предлогот конкретен. Конкретен предлог од моја гледна гледање сега кажам. Така За пример проблем, значи ние за да можеме да на бугарите да направиме би рекол таа судбинска сега остапка која е направена за измени во Уставот, ние треба да бараме од нив тие исто да направат отстапка на равноправна основа. Која? Отстапката е да ги признаат пресудите како членка на Советот на Европа, пресудите на судот од Страсбург. Тоа 20 години би било доволно тоа за е равноправност. Тоа е равноправност. Значи тие со тоа признаваат колективно организирање на македонското. Дека и Мицкоски им го кажува на некои од западните дипломати. Тоа е мој став, да. Мислиш дека има реална сега и како дипломат те сега разговаравме со романскиот европратеник. Разговаравме со некои наши пријатели. Европратеници не решаваат тоа, на крај ќе решава. Знам. Но беше да речеме Баришич, породечен член на владата на Пленковиќ, породечен министар за образование, влијателен човек во ХДЗ, Паво Баришич, генерален секретар на Пан Европа, на кој што исто му изнесовме, видете, ние мора како Македонија, бидејќи ние признаваме дека постои бугарско малцинство, ги ставаме во уставот, ние мора да признаеме. Те разбирам сето тоа. Тоа се работи за види. Се работи за еснав. На крај додека не седнавме со Ципрас, односно додека не седна премиерите двајца, истрошивме повеќе од 2 децени во убедување и на крај можеби и успевавме да убедиме мнозинството од нашите соговорници вакви кои можеме да ги цитираме. Сите ние тоа сме го правеле. Дека се неразумни барањата. Така. Сакам да кажам, значи сите тоа сме го правеле, но на крај мораше да седнат премиерите на Грција и Македонија за да тоа прашање се пробие. Ова ми се зошто го кажувам ова? Види, Маријан, да не ме разбереш погрешно, ама ние немаме време за бесконечно трошење, може би имаме, не знам. Сега ова така ќе ми изгледа, ќе дојде власт која ќе разговара со овој европски пратеник, со не знам кој, ќе ги убедиме португалците, ништо тоа не решава. Таму има јасна структура како се носат одлуките. Во Европска комисија бугарите си имаат право на вето. Овој услов кој е испорачен за промена на уставот, сите викаат нема проблем за тоа. Не се мрда прашањето. Плюс ги имате малку незгодните французи кои и на крај целата дволичност, практично им ја рушите, ќе треба да го срушите. Имаме цела Македонија има. Добро, за македонска влада. Ќе биде македонска влада. Го имаме проблема французите кои си инаку суетни, конзервативни и така натаму, да прифатат дека тој предлог веќе нема. Со други зборови, дали е ВМРО ДПМН расположено за реал политика или е расположено за овој вид на засилување на своите позиции кои нема да донесе. Сигурно дека ВМРО ДПМН, ако гледате вака сега јас баш не мислам. Не, јас од страна го кажувам. Значи сигурно дека ВМРО ДПМН кога ги следите сега да кажеме хронолошки постапките на ВМРО ДПМН од 99-та, значи судирот во атакот врз СЦГ, па згрижувањето на бегалците, рамковниот договор, 9 април спогодбата за стабилизација, па потоа јако беше анатемисан Груевски на вака или оваков начин, сепак почетокот на извештаите на Европската комисија почна од 2008 година, времето на владата на Никола Груевски. Првата препорака. И првата препорака за почеток на преговори. 8 критериуми на база на словеничко председателство, договорот меѓу Јанша и Груевски. Тама почнавме. 12-та година, не заборавете, Штефан Фуле, договор на високо ниво. Македонија да излезе од тој бавен колосек, ама Штефан Фуле беше тоа што беше, нели, овој хан или тоа што е сега. На крај ништо тоа не дава. Ама сакам да ви кажам. Сакам да ви кажам друго. Ние се испуштивме шансата оној момент кога нас Европа не стави на спореден колосек и ги фаворизираше Црна Гора и Србија без никаков критериум. Ние бевме светлосна година пред Црна Гора и Србија 2012 година. Затоа што имавме добри успеси во стабилизацијата и асоциацијата, добри реформи.
ние имаме, го имате вие, сега ще го кажем Драган Тилев, од Драган Тилев препишува и хрватите, Така е. и црногорците, и србите. Да. Има Линка Ристевска. Ама го имаме проблемите со Грци. Маријан, но грците го држа. Грците блокираа, да. Без разлика. Ќе почнат преговори. Не, без разлика. Тоа. Тоа не спориме се каде бевме ние. Да. Нашата шанса беше 2011, 12, 13, кога со хрватите бевме рамо до рамо. Да. И тогаш кога ние не успеавме да го пречекориме тој волшебен прак за Грција, и тогаш можеше МТЧР да направи Европа. Ако некаде можеше МТЧР празна столча да направи, беше долгот на Грција на Deutsche Bank 300 милиарди евра. Може германците, ако сакаат да пуштат Европа, да го убедат у тој момент. Кој беше 2011 Папандреоу ли беше, кој беше? Кој беше тогаш? Не, јас ја памтам целата ситуација. Значи нивната ситуација Варуфакис не функционира тоа така. Со Шојбле, дебатата со Шојбле, Бог да го прости. Сипрас беше нормално. Да, факт е дека ние во тој момент, ако Европа сакаше да ја признае македонската жртва во делот на што го правиме ние, нас да не остина, требаше да ни дозволи да почнеме преговори. Добро. Не ни дозволи. Да, не ни дозволи. И го пушти Црна Гора. И Србија кој што има територијален проблем, кој што има проблем со територијалниот интегритет, како што има сега Украина. И затоа има плюс кластер кој ова. И плюс кластер, ама тоа Србија не закочи нас, сега не закочи од 2013 до сега 11 години, заради тоа Србија ние сега каскаме зад во преговорите со Европа. 2006 до 2008 и рековте владата на Груевски добро се снајде во тој период и доби препорака за старта. 8 препораки. И деветата заедно бевме на емисија, спореше Димитров, јас и вие бевме и Димитров. И спореше деветата дека е добро, била спорна. Ама 8-те беа легитимни за почеток на преговори. Да. И потоа Груевски влезе во таа еден магијапсан круг, ако може да кажам, каде што виде дека тоа подобро му е да не прифати, бидејќи не сакаше да прифати компромис со Грција. Не сакаше имаше, да прифати. Му организира десетина средби со Папандреу, ако не се лажам, и наеднаш се на внатрешен план некако се затворивме во себе, влеговме во некои чудни наративи кои потоа не вовлекоа во една спирала надолна. Ама да се согласиме, Боријан, дека ако нешто било константа во македонската фрагилна политика надворешна од 93 година од привремената спогодба, тоа е идејата на Глигоров за двојната формула. Груевски ја држеше двојната формула. Тоа инсистираше он преговорите со грците. Он бараше да биде Република Македонија внатре, да не менуваме се лични карти, да не менуваме Македонска академија, не се вика нашето НЕР, да се вика МЕР, Македонска енергетски ресурси. Тоа го бараше Груевски. Ништо друго не бараше. Но Груевски можеше, имаше опцијата со Папандреу за дома да остане, а надвор да биде за надворешно. Ја имаше таа можност со Папандреу, ако не се лажа. Оти таа политика на Глигоров фактички нас ни го одреди патот во преговорите со Грција. Двојната формула беше единствено и Георгиевски таа формула ја протежираше. И Георгиевски беше првиот. Јас сум бил со Георгиевски во 99 година со Симитис на самитот на Панаџирот во Солун. Па се исплаши од Цренковски, за жал. Не, војната не исплаши. Не, добро. Војната не исплаши. Војната не исплаши. Но се покажа, Маријан, се покажа дека времето не работи во наша корист. И не само тоа, туку дека секој следен предлог е полош од претходниот. Да. И сега повторно ќе влеземе во истата оваа спирала, се плашам. Не сите аргументи ќе бидат убаво раскажани, целиот наратив ќе случи ова и ние нема да мрдеме нигде, само ќе Само има една улеснителна околност. Има една улеснителна околност дека Европската унија навистина почнува да разбира заради судирите внатре во унијата, судирите на прва бразина и втора бразина, конфликтот Вишеградската група и Брисел, конфликтот Ирска, дали треба Хјуевеј да остане во Ирска или не треба да остане Хјуевеј во Ирска, конфликтот на Каталонија и Баскија во Шпанија, и Европа ќе мора, тој Макрон јас го разбирам. Макрон тоа мораше да го направи заради зелената нуклеарна енергија да спроведе реформата, да биде водечка. Тој направи нуклеарната енергија, направи Макрон зелена со декрет. Без Меркел стана човек број 1, ја најави реформата и сигурен сум дека во таа нова реформа овие земји од Западниот Балкан, кои што секогаш се подведуваат Западен Балкан и Турција,
ако ги следите добро, Да. како ни ги даваат средствата, дека нас ќе бидеме ние во таа нова реформирана Европска унија, дека ќе бидеме во таа Европска политичка заедница, во тој дел на трговски мерки и аранжмани, во тој дел на економска помош да се доближиме со стандардот, не бидеме 25% по бруто општествен производ по глава на жител. Пак ни треба амин од бугарите во Европскиот совет, да се разбереме. И приклучувањето на слободниот пазар е одлука која ќе ја носи Европскиот совет. Ја затоа велам да одиме двостепено во преговори. Едно е ние Бугарија сваќа дека ние сме и најдобар пријател на Балканот. Бугарите сваќаат тоа. Немаат подобар пријател од нас. Со Грција имаат проблем. Кој на пример тоа го сваќа во Бугарија? Сите нормални интелектуалци водени. Јавно не сме да го кажат што владеат. Марија, немам таков впечаток. Да. Бугарија ниту со Србија има такви односи, ниту со мене се тоа јасно, ја дури се согласувам, ама ова што го гледам, тоа е сега, вклучувајќи мои пријатели таму исто така долгогодишни. Не гледам дека некој имаше неколку кумина, што е право. Беше Петков во посета на ВМРО ДПМН, кога стана премиер, разговаравме и човекот беше и Весела Чернева, еден американски консултант на Петков и разговаравме многу отворено дека Бугарија мора да направи некаков доказ дека навистина има добра воја да живеат со македонците. Не може да биде тегот 100 кг да тежи тука, македонците да има да немат да прашинка да тежиме ние. Добра, како и во тој контекст, ако добро разбирам, значи вие ама реков дека и Мицковски тоа мислам дека им го кажува на западнија дипломатија, вие во суштина ВМРО ДПМН би се нафатило да влезе во проектот за промена на уставот, доколку од другата страна, да речеме, добиеме барем признавање на некоја пресуда, можеби отворање на македонски клуб во Благоевград или така нешто. Може повеќе да отвориме. И мислиш, сега те прашувам веќе како човек кој го детали ги знае работа, би биле бугарите подготвени за тоа? Па меѓу другото, кога разговаравме со Петков, еден од тие дел од разговори беше и на таа тема. И тука имаме, да речеме, отворена шанса ние еднаш Македонија да наметне една позиција која што можеби нема да биде целосно равноправна, но ќе биде на некој начин кураж за огромен број население кое што има. Петков лично мислам дека нема. Од ова што го слушам, се плашам дека паќе за глави. Петков, Македонија ако почне да наметнува на Софија, ако некој мисли дека може да наметне. Дозволи ми, Петков е човек кој мислам дека нема проблем со овие барања. Абсолютно. Лично. Апсолутно, затоа што не живеел тука на Балканот. Не е оптеретен. Тој живеел таму во Канада и апсолутно не е оптеретен. И се образувал во еден нормален образовен систем. И гледа граѓански проблемот. Граѓански го гледа проблемот. И тука ја немам дилема околу тоа. Мене ме интересира што ви одговори Петков, зошто му има проблем на политички план, на политичката сцена, нивна, тоа да го прифати. Истото е што го каже и Борисов, на груевски што му го каже кога беа последниот пат на разговор. Летвата е многу високо дигната од националистите. Тоа му го каже Борисов на груевски последниот пат кога беа на посета на ЕПП. Владата му зависеше од националистите. Значи Каракачанов, Волен Сидоров, Симеонов, едниот е фашист, другиот е русофил, третиот е македонски националист, Каракачанов се смета за македонски националист и Борисов тогаш настапи на ИПП, последниот самит кој што беа Груевски и Борисов, дека летвата е превисоко дигната и он не може да помине тоа во бугарското собрание. Сами и во овој интервју кажувате дека имате симпатии, дека бугарите ни се блиски и така натаму. Јас го кажам тоа како македонец, да. Ја познам добро бугарската култура. Дали мислите дека кај нас во Македонија има простор за некои ревизија за некои делови во историјата, како се толкуваат некои работи? Бидејќи тоа се барањата кои стигаат од Софија. Толку е трагично со оглед на тоа што вие ги го разбирате тоа бугарско прашање. Добро, многу добро. Мислам и поготово во времето на Љупчов вие бевте и вако отворено, како кажам, ајде не бугарашки, но ја прифаќавте на извесен начин и тие ставови на Љупчо Георгиевски, дека се можеби потребни некакви ревизии во оние делови на толкување на историјата кои се формирани во времето на комунизмот. Сме го прифаќале ставот ние како ВМРО ДПМН тогаш дека треба да избегнеме таа матрица север-југ и дека треба да гледаме малку исток-запад. Значи, таа матрица север-југ е српска матрица. Така е.
Па ние сме толку под влијание на Србија, што значи таа матрица и ВМРО се обидуваше да направи рамновесие на четирите соседи. За да го врати потенцијалот геостратешки на Македонија. Иначе во ставовите на Лјупчо за буквата Б или за другите работи, мислам не сме се согласували за некои работи за промена на азбуката или за темните вокали што и жд, но тоа е тоа. Тоа е негов став, тој си има легитимно право, тој си е поет, тој си е писател да се произнесува така, но она што е многу битно за Бугарија, за историјата. Видете, имаме урнеци како се решаваат историски прашања. Франција и Германија за Карло Велики и франките дали се германци или дали франско племето франки се основата на германскиот или францускиот јазик, Карло Велики е француз или германец, го решаваат преку светски институции, преку УНИЦЕФ, не го решаваат во Мешовата комисија. Не го решаваат политички, не го решава Хелмут Шмидт и времето Митеран, и не го решава сега, да речеме, Макрон со Шолц. Или не го решава Дуда со... Значи, каде е грешката? Не може комисијата историска да биде платена од владата. Не може службеник на МНР да се јавува на историчар од комисијите да му кажува се попуштете за Гоце Делчев или попуштете за тоа. Политичка интерпретација на историја не може. Тоа мислам дека не се случи. Не се пожали, не се пожали. Еден член на комисијата излезе и кажа точно се име и презиме кој му ургирал од МНР. Да попуштат за што? За некоја тема точно? Да попуштат за тема за конкретно за Гоце Делчев. Конкретно е работата следна. Значи не може политиката да се меша во историската наука. Не, апсолутно не може и тоа не треба да правиме. Не, ако ми дозволиш, нашиот проблем е што македонската политика се меша во македонската историја за наши потреби, а не за преговорите со... Ние имаме фалсификувана историја во низа прашања, бидејќи за време на социјализмот и комунизмот до ден денеска. Добро, Сашо, мислиш дека бугарите немаат фалсификувана историја? Не. Јас мислам дека французите имаат фалсификувана историја. Па секој сакам да кажам, ама они тоа го дискутираат, ние овдека на ниво на историчарите не го ни дискутираме. Например, не многу. Ние не можеме да отвориме темата за Венко Марковски. Не сме отвориле. Јас како амбасадор ја отвори, значи пазете се. Во како јавна дебата кој е Венко, што било со Венко? Да, сега работим, јас дали е неправда направена на Венко или не е направена? Ние не можеме тој тип на муабет да го направиме. Тоа да го за Венко може да го водиме. Уште е жива ќерка му Султана Марковска. И работевме миналата година пак заради недостиг на средства, нели многу средства даваме ние за Коста Рацин прославите. Толку ни е буџетот за Кочо Рацин. Требаше Султана Марковска да дојде во Велес и да ги обелодени документите што ги има преписката меѓу Коста Солев Рацин и Венко Марковски од 38 година за време на македонските Не, Коста Солев Рацин одел кај Венко. Првата збирка 38 е Народни бигори, 39 е Бели мугри. Првата збирка е Венко Марковски што има издадено. И Глигора во своите мемуари зборува за значењето на Пазите, во македонскиот литературни клуб, ако дојдете некој беше Сашко Насев таму, еден виден наш писател, драмски писател, еден од би рекол корифеите на македонската драмска писателска сфера. Сашко правеше прекрасни, да речеме, собитија кај што доваѓа Олга Прличева, внука на Прличев, доваѓаше Султана Марковска. Сите да речеме, кажувам, бугари по потекло од Македонија. Така е. Но тие тоа го чувствуваат малку поинаку. Не е само таа фраза тие сите се сега бугари, да, тие се бугари, но пак ќе кажам со македонско етничко И држат до тоа. И држат до тоа. И тука треба ние да останеме на таа, зашто на историјата да им попуштиме дека ние сега треба да разговараме дури за Охридската архиепископија. Што е во нашиот устав, пазете, државата во нашиот устав државата не се меша во црковните прашања, во бугарскиот да. Вие мора да бакнете рака на неофит. Имаше една идеја, ама го покрана Ангел Димитров сега последниот пат. Не е проблематично. Ако дозволиш, имаше една идеја од нашиот пријател Џозеф иницијатива да американците се вклучат во тие разговори, да бидат известен начин како со други зборови нас не одговара да седнат странци во тој разговор. Бидејќи кога сте сами Македонската комисија го предложи уште на почетокот тоа, ама бугарите одбија. Затоа што знаат дека дебата за црква не дозволена е. Дебата за историски настан или денско востание да ви е во ред, ако се успее да некаков странски фактор меѓународен важен
се вклучи некако во тие разговори. Дали мислите дека тоа е можеби некаков излез? Излез е да се префрли предлогот мој, речеме, беше секогаш да префрлиме историската комисија во исти состав нека биде, ама во рамките на светската културно наследство во Ница. Таму да разговараме. А со американците ова... Па видите, Америка си има своји, да речеме, стратешки, ние сме стратешки партнер со американски држави, членка на ОСН и Бугарија. Следно прашање, бидејќи гледам дека американците инсистираат на тоа и на крај таа комуникација резултираше со една изјава која не е многу пријатна за она дека автомобил не ви купиле. Зошто да бидеме секојаш држава со попреченост? Зошто само за нас да важат такви стандарди? Дали грците го сменија уставот пред да влезат во Европската? Добре, што е одговорот? Ти ова прашање го знаеме. Што е твојот одговор, Маријан? Зошто сме таква држава? Затоа што попуштаме. Не треба да попуштаме. Да. Гледайте, за мене најголема пречка во развојот на Македонија е нерешавањето на српско-албанскиот спор. И токму тие кои што не го решаваат спорот, одат напред, Србија и Албанија одат напред. Па не гледам многу дека се залетат. Одат напред. Ние тапкаме во место, зашто попуштаме. Затоа што попуштаме. Нити Албанија попушта. Кога не би попуштиле, би поминале подобро. Па ќе дојдеме на исто како да попуштаме. Да ме праша. На исто дереже ќе дојдевме. Ако не попуштавме според мене, не, тоа е тотално погрешна теза. Не знам. Јас така мислам. Немаше начин да станеме членки на НАТО ако не попуштаме. Тоа сакам да прашам. Немаше начин да станеме членки на да добиеме кандидатски статус ако не попуштаме. Пазете, ние имаме пресуда. Тоа е, знаеш како, тоа ми се чини како да седиш на врвот на оган и викаш види, нема што да се попушта за ова. Денешната реална политика, денешните односи, моќта и димензиите на Македонија ја диктираат условите на преговорите. Разбира, ама сега тие секој ше подобро да се биде на масата отколку да се биде во подсобието. Ама тие ви велат меѓународно право, меѓународни институции, па имаме ние пресуда од меѓународниот суд. Чекај, ама сега ти сакаш да ми кажеш дека целата па ти ја знаеме дека е дволична меѓународната политика, знаеме дека па тоа ги ќе го разговараме. Работата е како во тоа да се следиш да профитираш да опстанеш. Ќе профитираме, Ќе кажеме вие сте дволични. Не. Да кажеме дајте нешто да и Македонија од овој момент, пошто до сега се попуштивме, треба и другите да попуштат. Маријан, така е, има друго прашање. Грешка така е, треба и тие да попуштат, и другите околу нас. Бугарија и Грција, затоа што тие се соседи. Треба да живееме. Замислете да не бевме во НАТО. Многу е леплива тезата, ама мислам дека на крајот ќе биде тоа како што во последните 30 и кусур години секогаш сме констатирале, ќе биде уште изгубено време за да на крај добиеме услови кои ќе бидат полоши од овие сега што се и на кои ќе мора да попуштиме. Не затоа што ова сега ја не гледаме ова попуштање драматично нешто, не знам што. Да ги внесеме бугарите во устав. Сите се согласуваат дека нема проблем. Не. Нема проблем, дај да ги внесеме пред да влеземе во Европската унија. Временска дистанца. Ајде да имаме консензус во парламентот 120. Еве да речеме, мој предлог беше да го следиме бугарскиот устав, се и они да Не. Значи, нема проблем. Уште сега 120 национален консензус, сите партии со етнички предзнак и без етнички предзнак да изгласат во парламентот дека ние сме согласни бугарите да влезат во уставот заедно со што ќе се договорат. За мене треба и горанците да влезат од Косово. Например. Така сметам јас. Тие се тука во Скопје се добиле. Во Скопје се во Тетово. Од Косово се дојдени, говорат подобро од јас на тиквешки дијалект малку завлекувам. Така што нека се договорат во парламентот, еве сега новиот парламентарен состав, нека влезат бугарите, србите, овие словенците, црногорците, горанците, ѓупците, кои треба да влезе сите. Покрај 6 нека има уште 6, да речеме, етнички малцинства. Иако јас сум за граѓански устав, ти го знаеш моето мислење. Секој сум бил за граѓански устав. Македонија е држава на македонските граѓани и тогаш нема да има проблем ни со бугарите, ни со албанците, ни со никој и сите ќе бидат. Може ли за тоа да се договорат во парламентот? Така да се следи. Така треба да се. Тоа би било малце потешко, ама може да се преговара и за тоа треба да се преговара. А концептот е дека тука во тој амбиент, значи на решавање, дајте еве, ние сме согласни, дајте да го пролонгираме тоа, еве викаме за 5 години до 2030 бугарите да влезат во уставот. Ја ќе се вратам на идеолошките прашања, бидејќи не се договоривме. Влеговме во поради одлагањето на решавање на спорот во Грција, како што реков, станавме интровертни, влеговме во оној дискурс со
Скопје 2014 антиквизација и така натаму, а потоа и почнавме да заглибуваме на нивото на елементарниве слободи, слобода на изразување, слобода на медиуми, кои тешко ја оптоварија Македонија на меѓународен план, станавме црна овца во сите меѓународни извештаи. Дали идеолошки ВМРО ДПМН има расчистено со таа работа, односно како десница, дали оди кон ИПП или оди кон оваа илиберална тенденција? И може би овај изолирање понатамошно од ЕУ да ја зајакне таа илиберална матрица, која ви е тука ви е некаде. не сте ослободени од неа. Па не. Мислам дека ВМРО ДПМН во оваа трансформација сега што направи последните после победата на локални избори и сега, јас сум убеден дека ќе има најголем број гласови. Тоа така барем велат анкетите, нели истражувањата. Ќе треба да смогне сили да продолжи по патот што го градеше од првата влада 99-та година, кај што ние направивме со така и на демократски план и на економски план имавте така. Три подсистеми има обществена култура, ама има три подсистема: обществена култура, самосознание, економија и форма на управување. И ние докажавме дека може да ослободиме македонската економија од инсайдерски приватизации, влегоа странски капитали. Влезе Deutsche Telekom. Така, имавте добар модел. Добар модел. Додуше малку корумпирано влегоа, ама сега тоа се детали кои што се заборавени. Ама македонската корупција е еднодневен камата на Илон Маск и на другите мултинационални корпорации, од безбедските индекси. Во делот на демократијата, во делот на демократските вредности направивте сериозен пробив во 90-ти. Па направивме. Па новинари сте вие. Кој новинар има проблем со 99-та 2002? Дали како советник на Мицковски, дали како советник Мицковски, како да не ќе да ја признае таа грешка на Груевски, дека Груевски прилично забега во тие авторитарни тенденции и да рече таа политика, таа идеологија на Груевски направи дисконтинуитет од една демократска нишка на идеолошка на ВМРО ДПМН. Ако ги следите последните случувања што се случува, не знам дали ги следевте последните случувања околу разграничувањето, беше многу јасно искажано од партиските, да речеме, портпароли, па и од Мицковски, за разграничувањето од тоа што представувал периодот на Груевски и признавањето на тоа што представува периодот на... Па не би рекол, да сте како Мицковски вели во едно интервју кој на прашање дали признава дека се подобрени медиските слободи, слободата. Мицковски вели не, нема никакво подобрување, исто е. Лошо. Кој контекст? Тоа беше прашање во едно интервју, дали мисли дека оваа влада, откако е дојдена, ги има подобрено, например, воопшто слободата на изражувањето, слободата на медиумите. Мицковски или не, тоа е лошо, исто е. Добро, Маријан, не те ставаме у ситуација да го коментираш Мицковски. Нема потреба да го коментирам, само што ова влада, например, направи такви катастрофални грешки, сега можеби во слободата на медиумите, не, ама во економијата. Да. Не, тоа може да критикуваме колку сакате. Не за критики, направи отстапување од... Не, тоа не е проблем. Зборувам за овие елементарни... Тешки времења постигна исто така и резултати. Бидејќи оваа влада има веројатно многу тешки 6-7 години, нишко се отпомина. Пандемии, економски кризи... За пандемиите, па 2008 година беше 3 пати пострашна од ковидот. Wall Street кога падна. 41 милиарди отидоа во светот, пола бруто општествен производ. Сега за пандемиите, не мислам дека е тоа полесно од колку предходниот. Така е. Тоа нема сомневање. Ама и таа влада издржа многу добро економски, без никакви потреси во Македонија. Сакам да кажам дека тогаш Ставевски се покажа дека економската политика на ДПМН беше извонредна. Извонредна. Тогаш имавме јавен долг 40%, сега имаме јавен долг. Исто така не е фер да се каже дека оваа влада е најлошата, не знам што, бидејќи податоците не се такви. Инфлација, просечни плати, максимално не е тоа баш така како што да не биде тоа се за меѓупартиска пресрелка. Со сите глупости што ги направија во економијата и така натаму. Моето последно прашање. Значи последно. Ама моето последно. Не сакам да стане од тука да си замина да не го прашам. И како експерт за Бугарија и како бивши се разбира човек кој што ја представува земјава и таму и така натаму. Кој е рускиот проблем на Бугарија? Колку се русите се уште влијателни, моćни, бидејќи чувствувам дека голем дел од прашања кои што и нас не тангираат, не говорам сега можда конкретни работи, но регионално и така натаму,
чувствувам дека руското влијание во Бугарија е големо. Дали е тоа точно? Огромно. Огромно. И кој е лекот за тоа? Бидејќи тоа е малигно влијание. Мислам, јас немам ништо против Русија, ама против овој вид на малигни влијанија, да се држи регионот во нестабилност, во нерешени прашања, во кризи, тоа не може да е добро. Бугарија е секогаш, например, прво ако тргнеме од тоа, економски била зависна од Русија и се уште е. Затоа што огромен дел на нивниот туристички брег е купен од руски граѓани. Во Бугарија има голем број руси по националност кои што живеат таму. Во Бугарија цело од овие пребегани од Русија или овие што се во Русија? Не, тие што живеат во Бугарија сигурно има стотици илјади руски граѓани кои што се руси и бугарско државјанство и руско државјанство. Потоа бугарската политика во одредени политички партии од типот на БСП, од типот на Костадинов, националистите што се тоа се веќе 110 пратеника во парламентот 240 се исклучително позитивно настроени кон руската политика. Тоа веќе и во парламентот, во собранието бугарско се чувствува. Така беше и јас кога бев таму. Како ви стојат влијанието во ГЕРБ? ГЕРБ е нешто друго, иако Борисов е човек од друго време и човек кој што добро, јас кога бев таму беше 3 пати во посета кај Путин, околу Белен и Јужниот ток, така што ГЕРБ е сепак една структура која што мислам дека се отргна од тој руски чейн, од тој руски ланец. И во тој контекст, во тој контекст ние сме во голема предност што ние никогаш, например во Македонија мене ме чуди кога некој ќе збори за руско влијание. Луѓе, никогаш Русија во Македонија немала влијание. Секогаш го гледала Македонија преку биноколот на Белград и Софија. Нити пак амбасадата руска во Македонија имала повеќе од видите, исто кој ќе речат руската има многу. Во моментот има 2-30 секогаш имале на тоа на сајтот кој ќе влезеш па ги гледаш. Знаете, нашиот проблем тоа не е проблем. Ние нема тие влијани затоа што на крајот на краиштата сите несреќи од Македонија произлегот од тој несреќен гроф Игнатиев и тој Сан Стефански договор и делбата на Македонија и тоа е руска творба и тука Македонија е осакатена за веки веков од на таа поделба. Ме интересираше оваа дијагноза за руската пропаганда нема потреба да нешто посебно работи во Македонија, бидејќи ние се увезуваме српската пропаганда, така што доволно име русите да завршат во Белград работата. Трагедијата тоа се доаѓа. Значи Белград ни останува се уште. Боријан, ние увезуваме трагедијата кога ВМРО ДПМН викаше дека треба да водиме со Словенија и Хрватска во јануар да поднесеме во Уединените нации да се повикаме на дека треба со словенците да си одземиме даденото право на суверенитетот, да си го вратиме назад и да одиме заедно на 15 јануари во Обединените нации да поднесеме молба за прием. Андо викаше возот за Белград ќе ки ни суе. Значи тој така беше. Е сега, а тоа како Митко Атанасовски го сакаше да пееме македонската химна пред југословенската, Бранко не сакаше да пееме македонската химна црвенковски, Митко му стана и му кажа: "Добро е, бране, што ти пречи бе прво да испееме македонската химна?" Значи ние не можеме да се одлепиме од Белград. Не можеме да се одлепиме од Белград. Кога ВМРО ДПМН инсистираше на независна, суверена, самостојна Македонија, СКМ, ПДП, реформските сили, социјалисти, сите до 98 година не се одели од Белград. И тоа не врза со Гордиев јаздол со Белград. Сега, парадоксот, дозволи ми, Сашо, парадоксот. Наеднаш СДС е тој кој прави мост со Софија, а Мицковски се појавува на промоција на книга за Лазар Колишевски. Нели ви е малку чудно? Не ми е чудно. Како не? Лазар Колишевски е најголем македонец за мене. Така? Да. Човекот што ги избркал Србите од Македонија и што им го одземал целиот имот. Нели он релацијата со Белград? Не. Лазар Колишевски, според мене, е погрешно интерпретиран во македонската историја. Само Љупчо Георгиевски ме напаѓа мене кога го праша еднаш: "Што ќе кажеш за Марен Ѓорчев?" Добар човек, ама нешто почна да кажа добро за Лазар Колишевски, вика. За Лазар Колишевски нема погрешна интерпретација. Човек што им го одзел нити во Хрватска, нити во Босна, нити во Словенија, на српскиот имот, на српските колонисти не им одземат имотот. Не се протерани сите српски газби од Македонија. А тоа само Лазар го има направено. А тоа што СДС за црквата, за македонската православна црква има одено да се заканува на српскиот патријарх да дозволи
формирање на Македонска православна независна автохтона црква. А тоа што СДС гради со Софија врски, а ВМРО е некако тука проблем у таа врска. Се вака да кажеме, кога збориме за малце за тоа како се врските, СДС градеше врски со Софија на база на економски принципи. Требаше Софија да влезе да купи комерцијална банка, да го купи Фени и да го купи нешто друго и Телекомот. Зашто не успеа Заев со таа концепција, не знам, ама тоа беа економија, тоа не беа други врски. А Србија нас ни влегува во Македонија од 19-та година тука, после окупацијата на Македонија од Вардарска Македонија, Србија ни е тука присутна 105 години и цело време и за време на војната српски униформирани полицајци влегуваа со униформи на учека да пукаат горе кај на тромеџето. И во оваа блокада со релациите Софија-Скопје ние се повеќе одиме кон ВМРО ДПМН мислам дека оди на правилна патека. Значи патеката на ВМРО ДПМН е Комита во Вомаровски 4 и Партизан во ослободувањето на Македонија истоветност. Поврзувањето на двата Илиндана е нужност за Македонија и ВМРО ДПМН мислам дека конечно тоа го разреши. Затоа не може да биде председателски кандидат. И ВМРО тоа мислам дека конечно го разреши, Тоа е. Мислам дека конечно тоа го разреши. Ти благодарам многу за разговорот. Сам баш беше забавно. Не се согласуваме баш со се што го разговараме, тоа е смислата на тоа е демократите да се согласуваме. Поготово за Лазо Колишевски, ама тоа е долгуваме. Тоа е дека тоа вистина не е истражено и сега не може да отвориме тоа. Треба некоја дебата да се направи на таа. Не, само тоа е научна. Кој е Лазар Колишевски, кој е Крстен Црвенковски, тоа сака. Тоа треба да се истражи, никој не го. Па и кој е Венко Марковски? Моето мислење се кажа вака отворено во еден разговор кој што е пред се граѓански. Се согласувате за една таква дебата, така? Апсолутно. Во некоја прилика. За Лазо, јас во мојата поема, ако Македонија некаде нешто имам, посветено два строфа. Две строфи посветено за Лазо. Ви благодарам што ви. И јас ви благодарам за поканата. За овој. Ова беше нашето петошто издание со нашиот гостин Марија Ѓорчев. Ви благодариме за вниманието. Добра забава за одгледување низ за време на викендот. Така што ви благодариме за вниманието.